рамките на проектот Добра земјоделска пракса, богат биодиверзитет и зачувување на биодиверзитетот и структурата на почвата на полињата каде се одгледуваат житните култури, реализираме разговор со Валентин Захариевич кој ќе ни посочи негови согледувања, негови видувања за тоа кои се мерки се превземани досега и што е тоа што може да се превземе за да се постигнат максималните ефекти во зачувањето на природата и во придобивките кои се остваруваат на тој начин со заштитата на природата од палењето на страништата, како и од други негативни појави на кои се изложени земјоделските површини. Да ни кажете кои се причините и зошто земјоделците ги палат страништата? Да, значи кај нас подолго време веќе е присутна таа пракса на палење на жетвените остатоци, нели на сламата после жетвата на оризот. И кај нас во Кучанскиот регион знаеме дека поголем дел од обработливата површина е засејан со житни култури, кои што житни култури се одгледуваат или како монокултура или како ако доаѓа промена на културата, доаѓа пак со житна култура. Така што мал број од земјоделците ги применуваат тие добри земјоделски практики, а кои што знаеме дека сега полека влегуваат како едно задолжение нивно, кој што треба веќе да применуваат посериозни земјоделски практики, бидејќи веќе тоа е и како еден дел врзано со директните плаќања кои што ги врши платежната агенција, но секако сега е тоа малку потолерантно, инаку земјоделците треба да внимаваат и натаму да го земаат тоа како малку посериозно нешто, бидејќи тоа представува ни планирани систематски мерки, агротехнички мерки кои што треба да се користат на подолг рок. Сега, значи, што е тоа што нив ги тера да ја палат сламата, а не да ја искористуваат на подобар начин? Постојат две мислења за тоа. Првото е од научен аспект, ако гледаме, до пред 30 години имаше мислење дека е добро да се изгорат тие жетвени остатоци, бидејќи со нивното палење и горење се доаѓа до минерални материи кои што ќе служат како храна за наредната култура која што ќе биде засејана. И со горењето ќе бидат уништени штетните организми, болести што останале од претходната култура. Но тоа мислење веќе одамна е напуштено со текот на времето, со развојот на земјоделската наука, веќе тоа не се практикува, бидејќи се доаѓа до поголема штета од палењето, отколку да имаме некоја корис. Бидејќи со самото палење ние предизвикуваме уништување на корисните микроорганизми кои што се на длабочина до 5 см и со самото тоа ја уништуваме почвата и го намалуваме плодното својство на почвата, а додека оние штетни организми и остатоци од болести, од тоа, штетните микроорганизми ќе си најдат подобро место да ја избегнат тој оган и дури мал дел од нив да преживеат и имат способност за брзо размножување, така што повторно тие ќе нападнат наредната сезона. Ако се работи за плевелите кои што се едногодишни, ако дојде до нивно уништување со горењето, тука се отвора можност за појава на повеќе годишни плевели. Ако се уништат плевелите кои што се размножуваат со семе, се отвара можност за плевелите со ризомски корења, така што повторно земјоделецот наредната година пак ќе треба да врши заштита на нивата, да фрла повеќе ѓубриво, така што ништо не добиваме со палењето. Освен тоа, сигурно се ствараат и пошироки последици и штети на пошироката околина, не само на почвата. Така е, значи, освен тоа што кажавме сега, тука може да се појават проблеми, нели, со уништување на животната средина, со уништување на некои материјални добра наоколу, така што може да се предизвика многу поголема штета. Исто така, можеме да кажеме дека сламата, жетвените остатоци, во себе содржат соединенија на азот, на јаглерод, на кислород, на сулфур, кои што тие при согорувањето
да речеме азотот, кој што е инертен газ, тој не согорува, туку оксидира и при неговата оксидација ствара азотни оксиди кои што одат во атмосферата и во допир со водата од облаците се формира азотна киселина која што подоцна ја ние добиваме назад со врнење на оние кисели дождови кои што ствара дополнителна штета и на растенијата, и на животните, и на луѓето, и на целата животна околина, така што од тоа палење не добиваме ништо. Исто се случува и со сулфурот. Тој кога согорува, исто така ствара своји соединенија како сулфур диоксид, сулфур триоксид, кои што се многу отровни гасови и тие и ние дишеме. Да ги споменеме и суспендираните PM10 честици кои што се многу застапени и кои што предизвикуваат и респираторни проблеми и други болести кои што можат да влијаат на луѓето. Така. Познато дека Кочен или Кочанската котлина своевремено обилуваше со, да речеме, со жаби свет, со птичи свет. Сега сето тоа е драстично намалено, речиси го нема, што е нарушување на природната равнотежа. Така е. Значи, евидентно е дека веќе оние жабички кои што порано ги сретнувавме по патиштата сега се многу намалени. Исто така, овој наш регион е богат со многу полски и барски птици. Да не ги набројуваме сите, ќе издвојам само две кои што се навистина многу добри, многу украсни птици кои што не ги има насекаде. Тоа се големата бела чапља и сивата чапља, кои што навистина се еден украс на природата. Тие живеат тука, живеат по шаварите, имаат своји пребивалишта, а сето тоа и се уништува и не би било добро еден ден да ги изгубиме тие птици од нашиот регион. А веќе се загрозени. Така е, веќе се загрозени, посебно оваа година беа зафатени директно нивните живеалишта по шаварите. Така. Има некоја логика да речеме дека жабите се хранат со комарците, потоа штркот се храни со жабите и овие птици исто така, и тоа е еден круг, затворен круг кој ние луѓето односно го нарушија со овие палење на страништата и кој едноставно доведува до ситуација да овде се чувствуваме многу посиромашни во тој дел. Да, точно се нарушува она рамнотежа. Биолошката рамнотежа е нарушена и е потребно многу време ние тоа да го вратиме назад. Еве ќе спомнам, да речеме, при палењето на сламата, за 40 секунди, бидејќи таа е сува и многу брзо гори, за 40 секунди се развиваат 360 степени Целзиусови температура и на еден декар се уништува 130 кг хумус, за кој што потоа би било потребно земјоделецот да го надокнади тој хумус, да врати 1300 кг вештачки ѓубрива и повторно да ја загадува почвата. Значи тоа се губи при палењето на таквите, на жетвените остатоци. Од друга страна, исто така, со уништување, со изгорување на 1 тон, значи 1000 килограми слама, за да го надокнадиме тоа, повторно треба да додадеме 3,5 тона арско ѓубриво, што сепак е тоа неекономски исплатливо за земјоделецот. А вака сега, со искористувањето на таа органска материја од сламата, со враќањето назад во почвата, со заорувањето, ние добиваме, значи, добра количина на органска материја за храна на микро и макроорганизмите внатре, кои што ја разложуваат и ја донесуваат до достапни соединенија и материи за почвата да ги користи, а исто така и тие самите се хранат од тоа, а еден дел се ствара хумус, кој што ја зголемува плодноста на почвата и од тај аспект земјоделецот потоа ќе има многу поголеми приноси. А сето тоа се уништува со палењето. Во Кочани често се спомнува и проблемот со палењето на страништата. Дали според вас е тоа добро или не е добро? Па нормално дека не е добро. Тоа секој знае дека не е добро. Што се уништува? Па како прво се уништува не само што доваѓа до пожари, до не дај Боже. Да. Непогоди, него се уништува и директно првиот слој на земјината површина. Така. Кој е тај слој најродниот треба да биде. Така. Се уништува и дивеч, птици, жаби. Да, се уништува. Вие сте повозрасен, знаете како беше овде, имаше на времето многу жаби, многу штркови, многу други барски птици. Имаше.
Имаше секој животински свет порано. Сега нема. Каде исчезнаа жабите? Каде може да исчезнат? Со самите уливи на брегалница, на реките, со самите уливи, од изливо на канализации, пример, тоа се направи загадување на комплет. Така, на сите води. На сите води загадување и Сега многу брегалница животини е исчезнаа. Мртва река. Кога нема жаби, нема штркови. Кога нема жаби, нема штркови. Кога нема штркови, нема и други животни. Така. Кога нема да грака се живо, и народо не е добро и за народо. Да. За разлика од сето тоа, пак има многу комарци. Бидејќи ги нема жабите да ги јадат комарците и се помалку и така. Па да. Нарушена е природната рамнотежа. Нарушена е. Така. Дали знаете дали од секогаш се палеле страништата или порано, да речеме пред 50 на години немало палење? Па ја мислам малку помлад сам јас. Постарите кажуваат дека порано не се палиле страништата, него директно се е орало и поклопувало тоа страниште, со што давало и ѓубре. Да. Значи, Првата голема причина поради која земјоделците ги пала страништата во нивните објаснувања е дека земјиштето или почвата е тешка за обработка кога има на неа слама. Така е. Значи, ние спомнавме прво причината од научен аспект, сега е ова втората причина, практичната, бидејќи на нив им е тешко, точно, јас ги разбирам дека одреден дел од нашиот регион, например во селата Спанчево, Соколарци и Чешиново, има тешка почва која што е непропуслива, ја држи водата долго време, при огромни поројни дождови се задржува и навистина е тешко. Значи, од тој аспект, да, бидејќи сламата на оризот содржи лигнин и силициум, кои што предизвикуваат за поспоро распаѓање на сламата, и затоа не ми е тешко да ја заоруваат во тој момент, бидејќи се лепи на луговите и прави проблеми. Но Како да се реши тој проблем? Тој проблем не е нерешлив. Еве да речеме, има такви случаеви, да речеме во Виетнам, каде што луѓето користат железни тркала на тракторите, влегуваат во исти такви почви и вршат заорување. Така што дават малку поголема жртва од себе, поголемо ангажирање, за да не се уништи тоа туку така, туку да се искористат тие органски хранливи материи, повторно да се вратат назад во земјата. Еве кај нас да кажеме дека има и места каде што може да се заори, но сепак се пали. Барем таму да се врши тоа заорување, за да не доаѓа до масовно палење на страништата. Ние нудиме и некои алтернативи, значи идеи на земјоделците. Еве како што кажавме, првата е оваа: да се исецка сламата со дискови култиватори, со фрези, значи да се исецка поситно, така што полесно би можела да се заори. Ги знаеме придобивките од заорувањето, ги кажавме. Потоа имаше една идеја, тоест веќе реализирана во Проби Штип, во село Пуздерци, каде што од сламата од ориз се правеа брикети. Значи, тоа беше така еден проект кој што беше успешен. Сега не може тоа да биде како масовно производство на брикети, но сепак може од тоа да екзистира едно семејство, да си го обезбеди огревот или повеќе семејства да се сдружат, така што би можело на тој начин одреден дел да се искористи. Исто така има и една друга алтернатива. Балираната слама од ориз се реди така поред и се полива со раствор од уреа и вар. Кога се направи тој раствор, тие се поливаат ред по ред балите и потоа се затвара со најлонска фолија, убаво се зацврстува, се ставаат некои тешки работи за да не ја оддува ветерот, стои одреден период, ферментира и овде уреата и варта делуваат оние на ланците на целулозата кој што е содржана во сламата и веќе таа слама омекнува и потоа е достапна за исхрана на добитокот. Значи, повеќе се препорачува ова за оние одгледувачи на говеда кои што преферираат систем крава-теле за тов. Значи, и тој начин е добар кој што на еден начин може да се искористи сламата, да не ја гориме туку да се користи за храна
на добитокот. Сега има уште една, исто така ќе напоменам дека може да се користи и за изолационен градежен материјал. Има некои земји кои што ја навистина користат добро балираната слама како изолационен материјал за градење на штали, на некои објекти кои што се за прифаќање на земјоделски производи. Дури има случаеви каде што има изградено и куќи за живење. Сега би помислиле дека ако е слама има опасност од пожар, но не е така, бидејќи балираната слама, која што е добро притисната, е истиснат кислородот внатре од неја и таму владеат анаеробни услови. И, например, ако пробаме да запалеме една бала, слама, таа може би малку ќе почне да горе и веднаш ќе изгасне, бидејќи нема кислород да го прифати оганот, така што нема никаква опасност од горење и запалување. И тоа е како една алтернативна идеја. И како што знаеме од оваа година, од минатата година, односно 2019, ја отворивме прочистителна станица за отпадни води во Мојанци. Истата е како една од најмодерните станици во регионот, каде што од истата ќе се произведува и готов производ ќе имаме, односно компост. Самата слама од оризовите полења ни е потребна за изготвување или на тој компост, така да ние како пилот проект ова минатата година 2019 заклучно и со ова првиот квартал од 2020 година направивме некои договори, особено со поголемите земјоделци каде што имаат поголеми површини на оризови полења за собирање на сламата, односно да ја избалираме и да ја собереме од нивните ниви. Исто така беа офатени неколку земјоделци со помали површини, каде што го направивме истото балирање и собирање на сламата. Некаде имаме соберено до овој момент околу 4.500 бали на слама. Процесот за компостирање е веќе започнат во нашата прочистителна станица за отпадни води, односно милта се формира така да што се меша со сламата и се добива тој компост. Овде имаме повеќе кратен ефект. Еден од ефектите е заштита на животна средина, бидејќи знаеме дека самите земјоделци сламата во нивните полиња, во нивните ниви ја палат, така да ние сакаме превентивно овде да делуваме со собирањето на истата, односно да не се дозволи да се запали, а да се биде кај нас во самата станица во склоп на работење на истата, а крајната цел е компостот. А исто така и добивањето на тој компост, значи ќе биде еден бенефит за општината во смисол дека тоа ѓубриво ние ќе можеме да го делиме по земјоделците, да го стават по нивните поседи за да секако се зголеми плодноста на истите. Така, има ли проектирано преди колку количини би се откупувале слама во најдобри моменти според потребите? За потребите на станицата некаде ни требат за една сезона од 40 до 60.000 бали. Таа бројка е замашна бројка, голема бројка, каде што водовод нема соодветна механизација, а и не располага со толку капацитети на човечки ресурси, реално кажано. Ќе тражиме начин како да дојдеме до таа слама, дали ќе даваме ѓубриво бесплатно по они да ни донираат сламата, дали ќе се впуштиме во откупување на таа слама, сето тоа ќе го размислиме на кој начин да биде, инаку оваа година како пилот, за да можеме да дојдеме до тој компост, да видиме што можеме да направиме, и веќе отпочнато како процес, значи тоа е изводливо, можно е, и се надеваме дека од оваа сезона во 2020 година ќе се пуштиме за поголеми количини на собирање или откупување на сламата. И тоа е како една алтернативна идеја. Според мене, во овој момент најдобра работа, најдобра идеја е ова со прочистителната станица, која што е во село Мојанци, каде што е потребно доста количина на слама, и мислам дека ако сето тоа добро проработи, добро се организира, би било добро решение да се намали, па и по можност да се спречи веќе палењето на сламата, бидејќи тие планираат да со сламата од оризот да вршат филтрирање на овие отпадните води и при тоа ќе се добие хумус. Тој хумус потоа ќе биде понуден на земјоделците. Како ќе биде тоа направено, останува да се договорат комуналното јавно предпријатие со земјоделците, на кој начин
да речеме ќе биде собирана сламата, ќе биде доставувана, мислам дека ќе има взаемна помош, ќе се најде некој заеднички јазик и тие да имаат корис од тоа и секако пречистителната станица да може да си ја врши функцијата за која што е направена. Значи, според мене тоа е навистина добра идеја која што треба да се доработи до крај. Мора да го зборуваме за животинскиот и за растителниот свет, може би требаше да споменеме дека при тоа што е голема штета за една животна средина страдаат и дивечот, еребици, полски зајак и така натаму. Така е, јас ги спомнав полските птици и барските птици, исто така овде се и другите животни кои што и тие страдаат од тој оган, бидејќи ги има на овие наши краишта, така што би требало да се обрати поголемо внимание, да не ги уништуваме тие добри и убави животни. Иако бегло би рекол, спомнавме и за онаа законска регулатива, казана политика, дали е доволно она што се применува на овие простори или треба да се заострите овде, затоа што и навистина имаме земјоделци кои би рекол неодговорно ги палат стрништата, при тоа предизвикувајќи поголеми пожари? Да, постои таква законска одредба, нели сите знаеме дека е забрането палењето и тоа многу одамна е регулирано со закон. Гледаме дека во последните години тоа не вродува со плод. Има одредени казни, но сепак се продолжува со истата навика. Наше е, еве и преку ваквите емисии, да влијаеме за зголемување на свеста кај земјоделецот, да веќе почне самиот да размислува, не да го решаваме проблемот со казни, туку навистина да го решиме добро во взаемна полза, бидејќи не е добро да прибегнуваме кон решенија кои што ќе ни бидат добри само на нас, не марејќи за тоа што ќе направиме штета на околината, бидејќи тука нели имаме отсуство на свест, а кога имаме отсуство на свеста се јавува себичноста. Така што мислам дека е добро да ја подигнеме свеста, да размислиме трезвено и правилно, да вложиме малку и од нас, бидејќи сето тоа самите и тие го трпат врз нив, тие гасови, тие кисели дождови и тие најблиско живеат до тие палежи, а и блиската околина. Така што мислам дека ќе работиме на подигање на свеста еве преку медиумите и би требало да се дојде до некој подобар резултат. Колку консолидацијата на почвата, окрупнувањето на површините може исто така да придонесе, бидејќи тогаш ќе имаме поголеми собственици со кои полесно ќе може да се комуницира, да се спречи палењето на стрништата? Да, тоа е добра идеја која што веќе почна да се работи. Мислам дека имаше обиди кај нас во Соколарци, во тој регион. Имаше некои земјоделци кои што влегоа во тој проект. Значи, ги дадоа своите површини да се работи на тоа окрупнување. За сега навистина не знам до каде е тој проект со неговиот тек, но е добро да продолжи. Мислам дека уште треба да продолжи и би било многу полесно кога имаме окрупнети површини, кога земјоделците ќе имаат своја површина на еден блок, каде што можат да пристапат директно таму, и многу полесно ќе биде и со справување на овие жетвени остатоци, со изнесување надвор и со транспортирање до одредена локација. Веројатно развојот на технологијата и новата механизација исто така може да даде придонес при жетва, истовремено да се балира, да се собира сламата, што се на се ќе овозможи полињата да останат почисти и помалку подложни на подпалување. Така е, значи јас би кажал дека е добро да се размислува преку овие ИПАРД програмите, да може да се зголеми можноста за набавка на такви машини, кои што ќе можат да придонесат на земјоделците полесно да се справуваат со овие жетвени остатоци, да се има во предвид во наредните програми. Сега ние не знаеме како ќе биде, бидејќи оваа година истекува ИПАРД 2. Дали ќе имаме ИПАРД 3, како ќе биде, ќе видиме во наредниот период, но би било добро тоа како идеја да се приложи, да можат земјоделците да набавуваат разновидни машини кои што можат да и вршат таква услуга.
Така, и на крај да резимираме, што се добива ако да речеме од утре престанеме да ги палиме полињата и едноставно во Кочанското поле, познато пред се по ризовата култура, повеќе не се креват чати и се заштитува животната средина. Да, ќе добиеме многу работи. Значи, најпрво ќе добиеме заштита на животната средина, заштита на нашето здравје. Значи, ќе ги немаме тие кисели дождови, тие азотни оксиди, тие сулфурни соединенија кои што ќе не троват. Потоа ќе добиеме многу поплодни почви. Исто така, земјоделецот би заштедил од своите средства за пестициди, за ѓубрива кои што треба дополнително да ги купува и да ги вложува во почвата. Се на се и би добиле и подигната свест кај нашите земјоделци, што е најважно, и би добиле едно добро земјоделско производство, практикувајќи ги тие добри земјоделски пракси кои што ќе бидат одржливи на подолг период. Кога зборуваме за природата во овој дел на Кочанската котлина, неизбежно мора да се спомене и Брегалница која одамна е мртва. Една од причините е тоа што се употребуваат премногу хемикали во самиот процес на оризопроизводството, а тоа се разбира штетно влијае пак на овој, би рекол, пред се животински свет. Така е, значи, сите тие хемикали и сите тие загадени дождови потоа се слеваат во почвата и на еден начин и се слеваат во блиските реки, така што допринесуваме и до загадување на реките и до изумирање на животинскиот свет внатре. И добрата земјоделска пракса се однесува дури и на одгледувачите на говеда, на добиток. Значи и тие треба малку да внимават. Еве има случаеви каде што, да речеме, директно истекува осоката од фармата во реката. Потоа и така, и уништува се со себе, потоа таа река се слева во поголемата река и носи многу поголеми проблеми. Значи би требало, значи најпрво земјоделците самите да размислат добро за тоа, но подоцна би се соочиле и со регулативите кои што тоа не го дозволуваат и би било подобро што порано се освестиме во тој дел, би било подобро за секој еден од нас. И конечно, дали како стручник веќе забележувате поместување на тој план во рамките на регионот каде што делувате? Да, има сега некои поместувања. Веќе земјоделците почнуваат да размислуваат, бараат решение, не дека не бараат. Можеби кога ќе ги прашаме нив и тие не би сакале тоа да го прават, но бидејќи засега мислат дека нема други алтернативи, да, и малку потешко оди убедувањето, но мислам дека има некои почетни чекори во тој дел и би требало со поголеми разговори, со поголеми трибини, убедувања, да дојдеме до некој резултат. Така, сонувате ли некој ден во Кочанска котлина да почне да имаме органско производство? Па, кај нас веќе имаше обиди, веќе беа успешни за одредени култури да се спроведе органско производство. Би било тоа навистина добро. Имаше и сега постојат одредени субвенции за оние кои што ќе сакаат да одгледуваат на органски начин. Имаше порано пријавени органски сливи, имаше за најдобро би било за производство на мед, пчеларите се најпогодни за тој дел, така што може да се размислува и е добро, имаме услови за такво нешто, така што тоа е добра. Здрава животна средина. Така е, да.